На денешниот управен одбор на ЗЕЛС, председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски. Другите градоначалници заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски дискутираа за системските решенија за превенција и рана детекција на шумски пожари и поплави. Главен акцент беше ставен на унапредување на координацијата меѓу институциите и превземање конкретни чекори за спречување на природни катастрофи. Ѓоргиевски истакна дека превентивните мерки мора да бидат приоритет на сите локални самоуправи. За да ја намалиме опасноста од шумски пожари и поплави, неопходна е континуирана координација меѓу сите институции. Локалните самоуправи треба активно да работат на чистење на атмосферските канали и одржување на речните корида, а во шумските подрачја да се направат засеци кои ќе спречат ширење на пожарите. Разговаравме со председателот на владата, од каде добивме уверување дека ќе се зајакнат капацитетите на противпожарните бригади, што е клучно за поефикасно справување со овие предизвици, истакна председателот на ЗЕЛС Ѓоргиевски. На состанокот од страна на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски беше потенцирана и потребата од ставање во функција на целокупната расположива механизација и противпожарни возила, како и идентификација на критичните точки каде што е неопходна итна интервенција на државата. Дополнително беше најавено зголемување на капацитетите за справување со кризни ситуации, вклучително и подготвеност на авионите за брза реакција во предстојната сезона. Утрово во просториите на општина Газибаба, градоначалникот Бобан Стевковски со деканот професор доктор Митко Богдановски подпишаа меморандум за соработка помеѓу општината и Војната академија генерал Михаило Апостоловски од Скопје. Со подпишување на меморандумот ја потврдивме заедничката заложба и интерес за унапредување на взаимната соработка, со која во следниот период ќе се изврши размена на искуства и реализација на проекти согласно позитивното законодавство на Република Македонија. Оваа соработка ќе отвори нови можности за обуки и заеднички проекти кои ќе придонесат за подобрување на капацитетите на локалните институции и зголемување на заедничката ефикасност во спроведувањето со современите безбедносни предизвици, истакна првиот човек на Газибаба. Општина Газибаба ќе продолжи да гради силни партнерства кои ќе имаат долгогодишни позитивни ефекти на нашата заедница, додаде тој. Градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски присуствуваше на акција за посадување дрвјачинари во општинското основно училиште Кузман Шапкарев како дел од големата еколошка иницијатива што општината ја спроведува во сите училишта и градинки. Оваа акција се реализира со поддршка од Канцеларијата за проектни услуги во рамките на проектот Европска унија за чист воздух, финансиран од Европската унија, која ги донира садниците. Засадувањето на секое дрвце е инвестиција во иднината на нашите деца. Како општина континуирано работиме на подобрување на квалитетот на воздухот и животната средина. Оваа донација е особено значајна бидејќи се насочува токму кон училиштата и градинките, местата каде нашите деца растат и се образуваат, истакна Ѓоргиевски. Покрај бројните акции за пошумување во сите училишта поставивме и прочистувачи на воздух, а во поголемите паркови на отворено надворешни пречистувачи, достапни за сите граѓани. Нашата заложба за чиста и здрава животна средина нема да запре овде. Сакам да најавам дека наскоро започнуваме голема акција за засадување на дрвја на територијата на цела општина. Благодарност до сите што придонесуваат за оваа благородна цел, истакна Ѓоргиевски. Овој проект е уште еден доказ дека споделуваме исти вредности, грижа за околината и здравието за идните генерации, додаде првиот човек на Кисела Вода. Во општина Илинден се одржа уште една успешно спроведена редовна крводарителска акција во соработка со Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина во просториите на Домот на култура Илинден. На оваа крводарителска акција граѓаните од општина Илинден уште еднаш ја покажаа својата хуманост, солидарност и посветеност кон спасување на човечките животи со дарување на крв. На акцијата која почна во 9 часот, траеше до 13 часот, собрани се околу 40 крвни единици. Кесите со собраната крв ќе бидат предадени на Институтот за трансфузиона медицина. Ќе добијат оние на кои што им е најпотребна, велат од општината. Оттаму изразуваат длабока благодарност до сите доброволци што ја поддржаа акцијата и помогнаа да се оствари оваа мисија за градење на, како што велат оттаму, една солидарна и хумана заедница.
28 годишен пешак се здобил со тешки повреди откако во него удрил автомобил, а возачот избегал од местото на несреќата. Според информациите на полицијата, сообраќајната несреќа се случила вчера вечер на улицата Борис Трајковски во Скопје. Во СВР Скопје било пријавено дека околу 18 часот и 15 минути на улицата Борис Трајковски во близина на крстосницата со улицата Саса во Скопје патничко возило удрило во 28 годишниот пешак СМ од село Страхојадица, Скопско, пошто возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски, соопшти МВР. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје, се превземаат мерки за расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.